Објава со содржина на социјалните медиуми што најавувала самоубиство од страна на малолетник. Корисник на социјалните медиуми го алармирала секторот за компјутерски криминал и веднаш реагирал со цел да се спаси младиот живот. Во соопштението од МВР се објаснува дека објавата е забележана во редовните активности во следење на дигиталниот простор. За психолозите е поразително што се повеќе луѓето за своите емоции пишуваат на социјалните медиуми, отколку да се соочат со директен разговор со родителите, наставници или со педагошките служби во училиштето. Најчесто малолетниците се директно поврзани со социјалните мрежи и најчесто ги живеат како нивна реалност, а не како виртуелен свет. Не сакам да ги речам предизвици, него опасности директни по животот на младите луѓе. И ја мислам дека тоа е задача на сите нас, не само на МВР, добро што го прават тоа и да го има уште повеќе. Да, интернетот може да биде многу корисен, нели имаме сега artificial intelligence, имаме можности да најдеме информации, имаме можности да учиме многу. Светот на комуникација е драстично сменет и уште многу ќе се менува. Она што може здравиот разум е да не се заборават разговорите со децата, дека клучот на проблемите е во разговори, а не во интернет прашања на ChatGPT за одговори за менталното здравје и емоции. Блискиот контакт, attachment, создавање помеѓу родителите, блиските луѓе и децата, да се зборува за заедништвото, за љубовта, да се осетат децата дека се разбрани и прифатени и во сето тоа заедно да се сервираат сите опасности кои ги носи интернетот и тие предизвици што ги велат, така убаво кажани, уствари може да бидат страшни проблеми. Објаснува Јовановска и од МВР со апел сите кои ќе забележат објави за самоповредување, безнадежност да се извести родител, наставник или во полициска станица.